Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со на програмата на ТВ канал Одвис. А мој вечерашен гостин во оваа емисија е мој добар стар пријател Горан Алич. Нема потреба посебно да го представуваме, го знаете како извореден музичар, вокалист и да не редам многу, ќе правиме муабет за тоа во текот на емисијава. Горане, добро вечер, добре дојде во емисијава. Добро вечер, Георги. Така, од последното наше видување забележувам само малку повеќе бели вакла на твојата коса. Да, мудрост. Мудра, браво, еве ти рака. Оти и кај мене исто се случува во последно време. Што има ново кај Горан Алич? Како Горан ги помина новогодишните и божикните празници? Многу празници се насобра овој период, секогаш е така во јануари, велат јануари е најдолгиот месец во годината поради празниците. Тоа освен на стомаците се примеќа. Се приметува, се забележува. Како ги помина празниците? Па, добро беше, малку работно. За прв пат оваа година, нели, поради мерките што се воведени, обично свиравме за Нова година, секоја Нова година во Сириус или некаде на страна. Ова година за прв пат бев на прослава на Нова година. Ајде! И тоа се случи. Така? Ете, имавме по некоја свирка околу празниците на 31 на 1, ама на сам ден Нова година бев на прослава. Браво. Кај Иван Кукич. Кај Иван Кукич, да. Дати го, дај ми го, си го имате. Тој доаѓа на твои настапи, ти одиш на негови настапи. И како помине? Какво е чувството кога цел живот си свирал на дочек на Нова година и овој пат си како гост? Секогаш е различно. Различно е кога свириш, различно е кога седиш и кога уживаш во добра музика. Да, знам, малку нели ти е чудно? Па, да, додека да се привикнам. Се е навика, добро. Празниците полека поминуваат. 2022 година навлеговме веќе времето бргу си лета. Што очекуваш околу пандемијата? Таа пандемија направи многу зло, особено кај вас музичарите. Ке ја снема ли? Оптимист ли е Горан Алич? Па се надам, мора да ја снема. Се надавам дека ќе се средат работите скоро, и сами гледаме дека дај Боже, нека е така. Да, дека ще викаме на народот му дојде до тука. Да. Многу е важно на короната да и дојде до тука, па да рече, ај, малку ќе одморам. Искрено не сум некој што редовно се информира и гледа апдејти за тоа како се одвива, има ли нови соеви, нема ли. Гледам дека полека спаснуваат работите. Иако, да кажеме, бројките се зголемуваат, еве и секаде по светот некаде ги нема веќе толку тие мерки. Па гледам дека ги нема тие сериозни случаи на бронхопнеумонии, на смртни случаи. Гледам дека се далеку помалку од колку што излезе првиот. Така. Епа да, се менуваа повеќе соеви, сега тој омикрон за кого најмногу се прави муабет, но вела дека не е толку опасен, не прави толку проблеми. Изгледа го поминавме сите ова сезона. И јас и ти без да знаеме, можеби. Нели, добро. Да сме здрави и живи, за 2022 тешко е да се прават планови, зависи од тоа за кое зборувавме досега. Па видовме дека плановите не функционираат овој период. Домашниот план вели на пазарот не излегува. Во последно време никако не излегува. Кажи ми, и во услови на пандемија, како ја оценуваш 2021 година, од која неодамна се разделивме? Како Горан ја помина? И предходно, кога бев гостин кај тебе во текот на пандемијата, реков дека тие периоди на локдаун и на затворање може би не погодија финансиски, а од друга страна имаше многу добри работи во
во сета таа приказна. Така. Јас верувам дека и ти знам дека беше поплоден и по... Така. Тоа зависи од дејностот. Да, јас во Да. 2020 и 2021 година сум творел, сум бил активен на полето на поезијата многу повеќе од порано. Така. Еве, си признавам и тоа И донесе така, некакви резултати. За некои работи, лично за мене беше многу имав многу позитивни моменти. Така. Од секоја гледна страна. И музичка, И повеќе И знаеш да разбереме дека не е се во тркот во парите, во славата и во тие работи кои секојдневно губиме нерви, стресови така и така сите тие работи. Да, да. Тоа беше една таа што добра ќе не уништи. почница да знаеме да ги процениме вистинските вредности за тоа Така. и да дознаеме зошто сме тука, што треба да носиме, дека треба да сееме позитива, љубов Апсолутно околу себе, така. Да, а не непотребни. Така, така. Добро, и малку повеќе внимание на семејството. Да. Сигурно сега во таа пандемија си рекол, убаво семејство Да. сум имал. Добри луѓе се. Не сум добри луѓе, не сум знаел, така. Да, баш така. Баш така. Добро, но сепак на професионален план беше сепак активен, можеби и најактивен од музичарите во Струмица. Те имаше, јас следам по социјалните мрежи, во петок Горан Алич е во тој локал, во сабота во тој локал, те имаше најмногу, веројатно. Па не знам, ете, така се случи некако да. Од нешто мора да се живее, се разбира. Па да. Добро беше, не се жалам, не викам не. Свирев во скоро Сите локали. локали низ градот. Така. Дури и во мојот. Тоа е малку подоцна во Добро. овој разговор. Добро. И така, добре, гледам. Има интерес Имаше- за тоа што го нудиш на Имаше републиката. после тие локдауни, после таа заробеност и затвореност Така. на луѓето, сите едве чекаа да се... Тоа се мали почнат форми на забави, да, во да кои се сепак те случуваат, има. тие Таму работи. си one man show, така? Да, Свириш и пееш. И тоа подеднакво добро го правиш, нели? И добар гитарист и добар вокалист. не до толку. Не до толку. Не, одличен си. Барем по мој Благодарам. вкус. Добро. Ете, се трудам да... Кога ќе почне забавата, да биде добро за сите, да уживаат сите. Што се вика нашки, да си направиме кеф, да биде за сите убаво, Така, така. да си подпејнеме некоја песна. Така. И тоа е. Но ново кај тебе е и тоа што значи Горан Алич покрај се што прави во животот стана и угостителски работник, односно газда на кафуле. Да. Нема да го спомнуваме кој е кафуле, оти кај нас е забрането да се прави реклама, но како се снајде и во таа дејност? Па, ете уште една школа во животот. Да. Тоа е една просторија, нели, локалот, Така, кафе-барот. така. Друго е кога земеш гитара и кога свириш и кога забавуваш Така. луѓе. И друга е припремата Апсолутно. за тоа како е што треба да направиш за да застанеш, да свириш, да се да тече како што треба. А друго е кога мора да се друго е грижиш кога- да имаш Да, пијала. тоа е сосем различна работа, Така. а не дели неколку метри ево од тука до Шанкот. Така. И сега работата за Чанкот е тотално различна од таа на бината на сцената. Така. И колку Ама, си ете. задоволен од тие Добро е. први месеци од Добро работењето е. на локалот? Добро е, така. Таму капне, знаеш како вели народот или една позната мудрост, вика капка по капка море станува. Така е. Не знам сега дали е море кај тебе, ама доволно и езеро. Абе, да нека биде. и поточе, ама Нека и нека езеро. тече нешто. Добро. Добро, ете, така ми, не знам. Многу ми беше интересно кога прочитав некаде дека Горан Алич настапува во локалот на Горан Алич. Си настапувал во сите локали и самиот рече пред малку, дури и во мојот. Сега, она што ме интересира е како музичарот Горан и вокалистот Горан Алич се договора со газдата Горан Алич околу
ангажманот во кафулето, околу Зборува цена, сам ќе со себе. свириш толку, тоа треба да свириш. Не ми е јасно тоа. Сам со себе да се, Сам со да себе, се пазариш. Имате разбирачка? Да. Си имаш разбирачка сам со себе. Тоа е многу важно. Ти многу луѓе сами со себе не можат да се разберат. Добро, керка ми ја стави в шеф со неа. Со неа договара. А со неа договара. Да. Добро, лесно Ете, се договарат не. околу цената, предпоставам. Малку си И поевтин. попуштам, и Малку си попуштам, поевтин. да. Така слушам дека во твојот локал си малку поевтин отколку во другите локали. Кјути сам. Да, не. Значи и вие тоа не сте го слушнале, почитувани гледачи. Мило ми е што и таму ти оди добро. Сега, се поставува прашањето, Горан Алич сопруг, Горан Алич татко, Горан Алич музичар, вокалист, Горан Алич газда на кафуле, Горан Алич професор по гитара, многу работи на едно место, во една личност. Како сето тоа го распоредуваш за да стасаш секаде? Па еве, мора да признам дека на моменти е малку тешко. да. Тие 24 часа дневно ти се малку. Малку се така. Да, ти треба да барам уште 30% од нив. Ама пробувам да стигнам секаде. Со музиката некако тоа е лесно, затоа што тоа е нешто што неизмерно многу го сакам и Така. Од тоа нема бегање, нели? Како да кажем, трошиш енергија, но тоа е Енергија кога го правиш од задоволство и кога го правиш од љубов. од љубов, Без љубов нема ништо, така. тогаш не е тешко. Така. И гледам сите тие работи кои ги работам, да ги работам баш на таков начин. Така не е тешко. Но беше умен Горан Алич, кога сето тоа го правеше, на својот Facebook профил си објавуваше одредени работи, одредени убави нешта кои ги свириш и ги пееш, и тоа е одлична реклама самиот за себе. Го правеше тоа, предпоставувам, меѓу другото и за тоа, така? Па да, и од забава. Добро, и од забава да помине време Да. на крајот на краиштата, нели? Мада секогаш е подобро тоа да се чуе во живо некаде. Апсолутно. Нели, Па, тоа не се тоа споредува. е муабетот. Но сепак за Гледате тие... јас како свирам и пеам, ама дојдете во живо да видиш уште подобро. Па добро, може би тоа. Така, Добро, така добро, ние горе да- музичарите се рекламират. Да, во секој случај денес такво време дојде, значи социјалните мрежи се користат и за тоа. Па да. И она што е интересно да се каже, денес сме сведоци дека времењата се сменија многу и во вкусот на музиката. Колку твојот репертуар на таквите настапи по локалите допира до публиката, до оние посетители во кафулињата? Добрата песна и добра музика не постои за неа време. Нема ограничување и ниедно ново време не може да ја згази. Така И е. не може да ја оттргне таму каде што е местото. Така И е. тоа е тоа. Колку сакат модерната технологија да носи не знам какви шунтови. Така. Едноставно Електронска видовме музика и дека, така дека не натаму. може. Добрата песна обстојува ти што сакаш прави. Така. Но, ти си малку со префинет вкус, на крајот на краиштата ти заврши на универзитетот го се заврши во Штип, на факултетот за музичка уметност, заврши джез. Така? Да. Ако не се лажам. Колку имаш можности и колку тој джез, ако го свириш овде во локалите, има своја публика, кај нас во Струмица? Или повеќе одиш на рок, на Вака поп сега. и така натаму? Запишав джез за да го за да го проширам моето знаење музичко. Да се Джезот е усовршиш една- уште повеќе, така? Една фантастична, неисцрпна музика, јас го обожавам. Но сепак тоа е само еден стил. Така. И некак мојот поглед кон музиката е да се срушат сите тие. Стилот е една бариера. Да. Као јас слушам само рок или и тоа пробувам да го пренесам и на младите генерации, тие што доаѓаат кај мене на предавања и на часови, да им кажем дека стилското ограничување не е убаво е да имаш омилен стил, но Така. сепак мора да дзирнеш
и во другите сфери што се случува. Секаде може да те фасцинира. Добрата музика не може да остане скриена негде. Така. Можеш да ја најдеш сегде. Во фолклорот, колку таму има убави мелодии, ритмики, моменти. Така. Но не практикуваш во тие соло настапи, рокот, така. И поп музиката наоѓа. Но фолкот го нема во твојот репертуар, барем кога настапуваш сам. Предпоставувам. Јас искрено фолклорот го сакам. Но тој убав. Да. Фолклор сум го свирал, го свирам, ќе го свирам. Ето, последните вида ми са некои ора кои ги свирам с некои непарни ритмови. Тоа ми во последно време ми е некако умилена. Така. Како да кажам. Значи, музиката не ја делиме на таква и онаква, туку само на лоша и добра, нели? Не. Пробувам сите тие стилски бариери да земам да ги срушам и да има само океан од музика, ништо друго. Во времето на пандемијата, можеби и малку пред тоа, интерес кон тебе пројавуваат и поетите од Струмица, некои од поетите во Струмица, па често се дружиш со оние на разноразни поетски читања. Омилени уметнички другари. Така. Знам дека соработуваш и со Сдруженијето Иван Василевски, со некои поединечно, знам дека пријател ти е Никола Маджиров. Да, и тоа добар. Така. Редовно се гледаме, пиеме кафе со него исто. Значи ли тоа дека откри кај тебе и сенс за поезија, за добри текстови? Од мене има нешто, но не знам, не би. Добро, значи на следниот разговор, кога повторно ќе те повикам, кога ќе ги набројам сите тие работи, ќе кажеме, во последно време Горан Алич почна да пишува и текстови. Имам неколку текста напишано. Навистина? Ето, не сум го знаел. Добро, не. Ќе ги откриеме друг пат. Добро. Убаво е тоа. Сега, живо ме интересира што се случува со Јупитер. Големите групи беа на удар на тие 2 години изминати и повеќе од соочувањето со пандемијата од COVID-19. Јупитер постои, ама не е активен. Сите големи групи претрпеа една, како да кажеме, на штета од таа пандемија. Знаеме дека големите настани сите се откажа свадби, и концерти, и свадби, и се што собира многу народ. Бевте предплатени за тие свадби. Се уште е така за тие големи настапи, затоа што кога свиравме ние за Нова година, што знам, се собира 600 до 700 луѓе во Сириус. И не само од Струмица, не само од Македонија, и од соседните земји, нели? Бугари многу и така. Така. Имавме настапи низ концерти, низ стејџови, и на Струмица Опен. Но сето тоа престана за тие големи групи. Се надеваме дека тоа ќе помине, дека оваа година се надеваме дека работите ќе легнат на свое место. Така. И дека повторно на сцена ќе ги видиме Јупитер. Ние бевме активни. Лани направивме добра емисија тука за Така. Работевме добри колку месеци, пол-два бевме во студио, снимавме се. Така е. Си интензивно работевме секој ден. Се беше отснимано од нас и одпеано од... Така, но направивте една многу убава заедно со Горан Ленчи и неколку естрадни... Околу 5-6 часа музика. Музички репертуар, го работевме многу, ама како што реков, се што е сработено со љубов и со кејф и со мерак, ништо не е тешко и не е изводливо. Добро. Направивте една многу убава новогодишна емисија. Минатата нова година, кога ја славевме, имавме можеби најдобрата новогодишна емисија во државава, бидејќи многу од националните телевизии ја емитуваат. Да, знам дека одеше скоро низ сите приватни телевизии во Македонија. И имаше многу добар фидбек, многу луѓе ми се јавуваа, пријатели што имам од, не знам, од Охрид, од Тетово, од Скопје. Така. Се јавува да дадат комплименти. Така, ми се јавува и мене, ми рекоа, еве, гледам, знам дека тоа е ваше, браво,
најдобри сте во моментов и така натаму, тоа во секој случај импонира, но заслугата покрај тоа што ние како организатори ја имаме таа помала заслуга, но заслугата е ваша во секој случај. Сите сме Ленче и Горан се тука, повика своји пријатели, ги повика Наум Петровски, Зуица, нели, Баже Груевски и останатите кои беа присутни, беше тоа навистина прекрасна емисија. Добро, почнавме со 2022, ќе завршиме со 2022 година. Рековме, најавите велат дека омикронот ќе биде нешто што ќе предизвика... Што ќе почеток на крајот. Почеток на крајот, дај Боже нека биде така. И се надевам дека Јупитер повторно во истото тоа светло ќе ги видиме и на фестивалите, и по големите сали кај што се прават свадби. Па се надевам. Од и фестивалите ги снема, нели? Фолкфест во Ландово, да кажеме, 2 години не се одржа. Па добро, веќе имаме искуство од претходните години, дека веќе кога дојде пролетта, веќе мај месец, јуни, веќе почнуваат да се улабавуваат мерките и се надевам дека ова година ќе ги улабават уште повеќе да може да се вратиме веќе конечно во нормално. Имаме најави за доста настапи во јули и во август, така да. Многу убаво се дружевме секоја година и во Хотел Сириус, каде што се одржуваше традиционалниот маскенбал во рамките на карнавалските свечености. Беа тоа навистина прекрасни мигови, но слушнав дека и овој пат... И ти беше фантастичен во твоите улоги секоја година и на Турчинот, да не ги редам. Имаше многу. Феноменален си, браво. Имаше многу, ти благодарам. Но и годинава ке го нема, можеби ќе има карнавал, како некакви најави, како локален, без меѓународни учесници, без учесници од други градови и така натаму, можеби ќе се одржа, но слушам дека маскенбал и оваа година ќе нема. Немам информација, мај слушам од тебе дека верував дека нема да се прави нешто големо. Не се знае сега ништо, нели зависи од тоа како ќе се одвива во наредниот период состојбата со COVID-19, но да бидеме оптимисти за понатаму. Горане, лични желби за 2022 кога дојде нова година, што си посакавте? Нормално. Со Митра, со децата, што си посакавте? Да сме здрави? Сите заедно го посакуваме тоа, веќе да престане ова лудило наречено COVID, да се вратиме сите во нормала, да сме здрави и живи. Здрави и живи. Тоа е најважно. И и нештата да почнат повторно да се движат во нормален правец, така? Мислам дека тоа е најважно. Мислам дека оваа година ќе биде добра. Да се ми здрав и жив, ти благодарам што беше гостин во емисијата 15 минути. Поздрав до сите ваши гледачи, благодарам што ме поканивте. Така. Ќе имаме убави поводи за други разговори. Благодарам, Горане. Фала и нас. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути до следното издание на оваа емисија. Довидување.